Управната зграда на поранешен атом ќе остане во сегашната руинирана состојба уште извесен период, додека да се расчисти судската постапка околу имотно-правните односи меѓу наследниците на имотот на фирмата. Повеќе од 12 години по започнувањето на стечајот и ликвидирањето на компанијата, просторот во овој објект стои неискористен и секојдневно се распаѓа. Општина Кочани не ја следува дел од имотот, освен комуналното јавно предпријатие Водовод, кое има мало побарување како доверител во стечајната постапка. Најголем дел од ненаплатените побарувања отпаднале на државните институции, како Управата за јавни приходи, фондовите за здравствено и пензиско осигурување, потоа компанијата ЕВН, осигурителните компании, Сдруженијето на возачи и две физички лица, кои со побарувања се стекнале со известни права врз објектот. Има судски процес кој што го води Општинскиот суд во Штип за физичка делба помеѓу собствениците, бидејќи со стечај и со ликвидацијата на атом се поделени идеални делови од зградата на некои си десетина собственици и сега судот треба да им направи реална распределба на тие површини кои што се и има у елаборатот за проценка има поединечно на кој колку се паѓа. Дори после завршувањето на таа судска постапка може да се разговара што ќе се прави со таа зграда. Постапката за физичка делба ја иницирала регионалната дирекција на Управата за јавни приходи од Штип, поради што целиот случај се води во Општинскиот суд од тој град. Според сознанијата се чека согласност од вклучените страни во физичката делба на просторот во зградата, што вообичаено тешко се реализира. По стечајната постапка во Атом, поранешните вработени од предпријатието повеќе пати излегуваа на протести со барања да им се исплатат за останатите од 2 до 18 плати, како и од премнините што тогаш биле обезбедени со вториот фесал аранжман во Светска банка. Во меѓувреме, имотот во управната зграда е дополнително обезвреднет поради внатрешните оштетувања, така што новите сопственици на простор во неа ќе бидат принудени на нови трошоци за санирање на објектот.